Денес се слави празникот Свети Трифун. Лозарите ги закруја насадите и очекуваат берекет и богат род. Се надева дека оваа година ќе произведат квалитетно вино. Јас те пратив на лозе калино, ти на лозе одиш, бело грозје береш, на ердењих на вашној калино. Лозарите и винарите денеска го празнуваат христијанскиот празник Свети Трифун, заштитник на лозарите и градинарите. Поради неговиот богогоден живот и правењето на чудеса е прогласен за светител, а лозарите и оштарите го зеле за свој заштитник, бидејќи тој ги штита лозовите насади. И на овој ден ние служиме света литургија, после светата литургија се осветува вода која лозарите ја земат со себе, ја носат на своите лозови насади, каде што ги попрскуваат за да лозјата раѓаат повеќе. На лозовите насади во сите населени места, уште од ранните утрински часови, се направија закројувањето на лозјата. Александар Зенделов своето лозје го кроеше со другарската тајфа. Ајде се, и ја давам и оно утре да даде повеќе од ова нешто даде. На здравје нека е. И за убаво да се испива, еве, ајде другари. Колку има лозје? Па малку 120 прачки и сум многу задоволен. Тоа е само за нас, за мене, за фамилија. На имотот на семејството Малинови со сите нишани и според детите се закројува лозјата. Се молиме да нема никаква штета, било од гадинки, било од лошо време, над лозјата и доброто на нашите ниви, на нашето добро насадено. Со тоа, Господ Бог, да го молиме, да ни даде изобилство на храна на земни плодови за наслада наша. Од нас да биде, а тоа на Господ оставаме. Очекувањата се дека празникот Свети Трифун ќе им даде надеж на сите лозари на богат род, од кој покасно ќе произведат квалитетно вино и ракија. Лозарите веруваат дека закројувањето е обред со содржина затоа што представува момент за оформување на идниот род. Пусто да остане мало гроздјето, кога нема него, ливре да го јаде, тебе не слушам, мои мајколе. На денешниот ден со песна и музика се слави Свети Трифун, но влюбените го слават и Свети Валентин. Свети Трифун, ден кога се прославува лозјето, виното, ракијата. Во виното е вистината, а во виното е љубовта. 14 февруари, ден на влюбените, Свети Валентин. Се повеќе овој празник го слават младите, но празник кој носи и комерцијален бенефит. Неки им е среќен на сите празникот кој денеска го слават во името на љубовта. Свети Трифун го слават лозарите, а некогаш и меанџиите. На овој празник порано бесплатно се точало вино и ракија. Етнолозите го забележале обичајот цар на пијаниците, но и повеќе верувања кај народот од кои дека со Трифун доаѓа и крајот на зимата. Свети Трифун е празник на лозарите. Обичајот на закројување на лозјата се задржал до ден денес, иако со славењето етнолозите забележали и други обичаи, од кои некои се заборавени. Така, освен лозарите, Свети Трифун некогаш го славили и меанџиите. На овој ден се бирал царот на пијаниците. Постарите штипјани се сеќаваат на ритуалот, што следел побирањето на шампионот во пиење. Прво само зборувам за Трифун, порано имало и на тие што најповеќе ја сакат сладната капка, претерат малку па иставале венец низ глави и изнесувале, како дете се сеќавам имам средното еднаш, ми тоа не сум учествувал на тебе. Инаку вака со другари, со пријатели, се сретнуваме на Трифун со музика, со песна, чашка за наздравеме, до песна дотераме се до тоа, на некој начин го означиме празникот. Порано во родовишките меани бесплатно се точело вино и ракија. За цар се прогласувал оној кој ќе испие најмногу, а титулата му важела до следниот Трифун. Во Малишевијата, поточно во Беровското село Владимирово, обичајот се практикувал утредента по празникот. Покрај обичаите, со овој празник се поврзани и повеќе верувања кај народот.
Така се верува дека на овој ден Свети Трифун ја забодува гламијата во земја и од тогаш зимата почнува да се губи. Во Штипско е позната изреката "Трупај, трупај, Трифуне, пак на лето мирише", што е поврзано со верувањето дека и да врне снег на Трифун се ближи крајот на зимата. Продолжуваат вербалните и физичките напади врз здравствените работници. Сепак сите напади не се пријавуваат до надлежните институции. Шестгодишен градежен работник од Штип се бори за живот на Карил во Скопје. Со тешки телесни повреди се здобил откако паднал од скеле на објектот кој се гради во штипската населба 8 ноември. Полицијата го истражува случајот. 60-годишен градежен работник од Штип се бори за живот на Карил во Скопје. Со тешки телесни повреди се здобил откако паднал од скеле на објектот кој се гради во штипската населба 8 ноември. Несреќниот случај се случил утринава неколку минути пред 11 часот. При падот, работникот се здобил со тешки телесни повреди на главата и градниот кош. Откако со возило на брзата помош бил транспортиран во Штипската клиничка болница, по направените испитувања од страна на хирург, неврохирург и анестезиолог во коматозна состојба, пациентот веднаш е препратен и хоспитализиран на Карил во Скопје, од каде што информираат дека 60-годишниот градежен работник е во животозагрозувачка состојба со тешки телесни повреди. Како дошло до несреќата, полицијата се уште утврдува. На местото на несреќата увид направил и јавен обвинител. Председателот на Сдруженијето Македонско-бугарско пријателство Петар Колев од Штипската локална власт бара да се отстрани плочата, која 33 години стои на основното училиште Ванчо Прке. Председателот на Советот на општина Штип Владко Миташев денеска возврати дека со отстранување на спомен плочи не се создаваат добрососедски односи меѓу Бугарија и Македонија. Ова е писмото кое од синоќа на социјалните мрежи предизвика лавина од реакции и осуди, а во кое председателот на Сдруженијето Македонско-бугарско пријателство Петар Колев од Штипската локална власт бара да се отстрани спомен плочата која се наоѓа на основното училиште Ванчо Прке, а на неа стои: Нова место во злогласниот бугарски фашистички затвор масовно се затварани борци комунисти од 1941 до 1944 година. Во него се измачувани, убивани и масакрирани повеќе борци од нов. Колев смета дека конфликтот меѓу партизаните и тогашните органи на власт, во овој случај бугарските фашисти, бил од идеолошка природа. Во писмото се наведува дека сите загинати партизани се во директен вооружен судир, а не масакрирани, измачувани или убивани како мирни граѓани. Писмото на својот профил го објави председателот на Советот на општина Штип Владко Миташев. Тој смета дека Колев е минорна политичка фигура за да побара вакво нешто и човек кој романтичарски се занел во историјата. Непобитен факт е дека имало бугарски окупатор за време на Втората светска војна тука, и ако тој се поистоветува со тие моменти и чувствува носталгија некоја према нив, тоа е веќе личен проблем. Нашата политика и на нас како граѓани воопште на Штип, не мислам дека воопште не се нешто ние лутиме спрема Бугарија, нити имаме некои антибугарски ставови во денешните наши односи меѓу двете држави, и покри тоа што има провокација од страна на последниот ни председател, кажа дека не ја сака македонштината. Ние си ја сакаме, меѓутоа тоа се политички поени. Миташе вели дека како македонци не смееме да дозволиме никој да ни ја брише колективната меморија, затоа што се уште има живи сведоци кои ги доживеале страдањата во времето од НОП. Според него, со отстранување на спомен плочи не се подобруваат односите на соседите. Односите се подобруваат на оној начин како што го прави Западна Европа со кој тој поистоветува. На оној начин како што канцеларот Геншер се поклони пред споменикот на евреите, како што тоа Меркел го направи во поновата историја. Значи, тие признаа својата грешка историска. Ние не бараме тие секој ден на нас да ни се извинуваат за тоа, ама не дозволуваме да се тргнат спомените на едно црно минато, и ние не ги воспитуваме погрешно нашите деца,
туку напротив, ги воспитуваме да си го сакаат минатото. Плочата која веќе 33 години е на влезот на Општинското основно училиште Ванчо Преќе нема да се отстрани, е одговорот на локалната власт. Во Штипската библиотека денес се реализираше работилница по повод Денот на љубителите на библиотеките. Денес сите го славиме Денот на виното, Денот на љубовта, но нашата библиотека го слави Светскиот ден на љубителите на библиотеките. Значи 14 август е исто така празник на библиотеките, Library Lovers Day, но и месецот февруари е секогаш месец на љубители на библиотеката. Тоа ни беше причина да ги повикаме учениците и сите оние кои што доаѓаат во библиотеката да присуствуваат на еден несекојдневен настан, да ги запознаеме со мотивите зошто да дојдат во библиотеката, ќе им овозможиме заедно со американското катче работилници на кои што ќе видат улогата на библиотеката преку Makerspace и преку еден друг начин на едукација. Ќе им овозможиме видеа преку кои ќе ги мотивираме да доаѓаат почесто и зошто да доаѓаат во библиотеката, а од нив исто така ќе побараме и самите да ни напишат зошто ја сакаат својата библиотека и зошто сте овде. Со примена на книгата, независно од каде да е, но сепак овие библиотеките имат голем фонд на книги и големо богатство ни овозможуваат да стекнеме со нивната читање и употреба. По повод Денот на книгата, виното и љубовта, а денеска во библиотеката се доделуваат наградите од наградниот конкурс за најчитана песна поезија на порталот civitas.mk. Од наградниот конкурс ајде се читаме. Продолжуваат вербалните и физичките напади врз здравствените работници. Пред неколку денови вербално нападнат лекар на оделението неврологија. Годинава СВР Штип регистрирале 2 напади. Од истражувачкиот центар Health Grouper појаснуваат дека дури 75% од вербално нападнатите здравствени работници случаите не ги пријавуваат кај надлежните. Здравствените работници понатаму мета на напади. Иако минатата година беше донесен закон со кој кривично ќе се гонат сите кои ќе нападнат лекар или друго медицинско лице, полициската статистика укажува дека тие не стивнуваат. Пред неколку дена лекар од неврологија бил вербално нападнат, а настрадала влезната врата на оделението. Од секторот за внатрешни работи велат дека минатата година се регистрирани само 2 напади. Вербални закани добил лекар од Штипската болница, а медицинска сестра од Кочани физички била нападната. Од истражувачкиот центар Health Grouper, кој со години ја истражува безбедноста на медицинскиот кадар на своите работни места, тврдат дека најголем дел од нападнатите, односно дури 75% од анкетираните, вербалните напади не ги пријавиле на надлежните. Истражувањата покажуваат дека најголем број на напади се регистрирани во државните здравствени институции. Во државните институции се осеќаат понебезбедно за разлика во приватниве. Значи така е оценкаван или од истражувањево. Процентот е многу помал кај лекариве кои што се вработени во приватни установи за разлика од лекарите кои што се вработени во државни установи. Дека лекарите не се чувствуваат безбедно на своите работни места покажуваат истражувањата на Health Grouper. Според анализите, 3 од 4 лекари се напаѓаат од страна на пациентите. Најголем процент од лекариве, 60%, се нападнати како резултат на тоа што пациентите се незадоволни од функционирањето на здравствениот систем во Македонија. И фрустрацијата и бесот ја вадат на докториве. 90% се вербални напади, кои што претежно се фокусирани на закани, напади со збор, но постои 10% според податоциве од истражувањево, лекариве се изложени на физички напади. За разлика од 2016-та, кога биле регистрирани само 2 напади, во 2015-та година на мета на гневни пациенти биле 7 здравствени работници од источниот дел на државата, односно 1 медицинска сестра и 6 лекари. Трошоците на живот во јануари годинава бележат раст од 0,6% и во однос на претходниот месец и во однос на јануари лани, а цените на мало имаат раст од 1,1% во однос на декември 2016 и 1,5% во однос на јануари 2016 година, објави Државниот завод за статистика. Порасна индексите на трошоците на живот во јануари 2017 година,
Во споредба со претходниот месец е забележан кај свежиот и разладениот зеленчук, освен компирот за 4,5%, свежото и разладеното овошје за 3,4%, млекото за 1,4%, сувото овошје и јаткастите производи за 1,3%, другите прехранбени производи за 0,8%, сирењето и урдата за 0,6%, шеќерот, джемот, медот, чоколадата и кондиторските производи за 0,5%, безалкохолните пијалаци за 0,4%, лебот и месото за 0,3%, јајцата и алкохолните пијалаци за 0,2%. Во јануари исто така пораст на индексите на трошоците на живот е забележан и кај течните горива за домакинства за 9,1%. Другите финансиски услуги не спомнати на друго место за 7%. Информатичката опрема за 6,4%. Течните горива и мазива како дел од опремата за сопствени сообраќајни средства за 6,2%. Услугите за сместување за 4,9%. Гасот за домакинства и патниот сообраќај за 3,9%. Автомобилите за 3,7%. Градините, растенијата и цвеќињата за 2,7%. Теписите и другите покривки за под за 1,5%, телефонските и телефакс услугите за 0,8%, алатите и опремата за куќа и градина за 0,7%, угостителските услуги за 0,6%, средствата за чистење и одржување на станот за 0,5%, мебелот за 0,4%, облеката и материјалите за одржување и поправки на станот за 0,2%. Намалување на индексите на трошоците на животот во јануари во 2017 година во споредба со претходниот месец е забележано кај рибата и морските плодови за 1,3%, сушеното, соленото и четеното месо за 0,6%, јогуртот, замрзнатото овошје и замрзнатиот зеленчук, освен компирот, за 0,2%. Намалување на индексите на трошоците на животот е забележано и кај болничките услуги за 5,7%, туристичките пакет аранжмани за 5,4%, телефонската и телефакс опрема за 3,4%, обувките за 1,7%, лековите за 0,6% и услугите за лична хигиена за 0,2%. 20 милиони денари ќе бидат инвестирани во изградба на нови водоводни и канализациони мрежи во Виница, но и во сите рурални средини во оваа општина. Годинава јавното предпријатие Солидарност како капитален проект го има проширувањето на филтер станицата. Виница годинава завршува еден од капиталните проекти. Втората фаза од реконструкцијата на водоводната мрежа на изградот ќе заврши летово. Директорот на јавното предпријатие Солидарност Игор Спасовски вели дека тендерската постапка е во тек. Инаку според Спасовски годинава ќе имаат и голема интервенција на филтер станицата, од која Виница се снабдува со вода за пиење. Втор по така да кажеме главен или капитален проект е доградбата на филтер станицата во Виница. Преку средства од владата, преку Министерство за транспорт и врски, ќе биде доградена нашата филтер станица со уште едно филтерско поле и уште едно флокулаторско поле, така наречен таложник. Инвестиции во водоводната и канализациона мрежа ќе има во скоро сите рурални средини. Изградба и завршување на канализациони мрежи ќе има во селата Пеклани, Липец и Трсино. Во село Трсино исто така се планира изградба на филтер станица за прочистување на вода за пиење. Кога ќе биде завршено тоа, планираме тој или таа филтер станица во Трсино да не биде како регионален водоснабдителен систем, бидејќи од тој систем од село Трсино кој што ќе биде, ќе се снабдуваат со вода за пиење и малата од село Драгобраште, дори се надевам и село Крушево ќе биде офатено со тој проект. Спасовски забележува дека средствата за реализација на овие проекти се обезбедени преку Министерството за транспорт и врски, Бирото за регионален развој и од буџетот на општината и на јавното предпријатие. Програмата која треба да се реализира треба да изнесува околу 20 милиони денари. Сите спортски терени во градот ќе добијат огради. Денес се работеше кај игралиштето на улицата Пролетерска.
Спортското игралиште на улицата Пролетерска добива ограда. Иницијативата за оградување на спортските терени во урбаните заедници е на граѓаните. Сакам да истакнам дека ова е исто така и соработка со граѓаните. Нова улица, односно секаде каде што имаме барање од граѓаните, ние сакаме да ги удоволиме и да ги завршиме оние барања тие што ги имаат упатено према нас. Односно тука се работеше за оградување на ово игралиште, бидејќи децата тие сакат да се забавуваат и да спортуваат, меѓутоа имаше влегување на топката во дворовите, па имаше реакција од граѓаните. Еве ни излегнавме во пресвет во најскоро време, бидејќи ова го започнавме уште од минатата година, па поради временските услови го прекинавме. Сега продолжуваме, значи ова е веќе завршна фаза на ова игралиште, а продолжуваме и понатаму, значи ќе се оградува игралиштето во населба 8 ноември, исто така ќе работиме на оградувањето во населба Македонка и во населба Баби, оние спортски терени кои што ги имаме во паркот во оваа населба. Инаку секое спортско игралиште е со различна квадратура. Секое, значи, фудбалско игралиште или кошаркарско игралиште е со различна должина. Некаде тука се работи за околу 100-120 метри должина на оградата. Висината на оградата е околу 2 метри, со врата каде што може да се затвори и да влегуваат луѓето внатре. Од локалната самоуправа нагласуваат дека кај спортските терени ќе се поставува и урбана опрема. Вчера се изврши ждрепката за четвртфиналните надпревари за одбојкарскиот куп на Македонија. Штипските суперлигаши во првите мечеви ќе бидат домакини. Девојките на Угада Студент ќе играат со Куманово и момците на Угада Студент со Борец од Велес. Во просториите на Одбојкарската федерација во Скопје вчера се изврши ждрепката за четвртфиналните надпревари во рамките од одбојкарскиот куп на Македонија. Познати се паровите кои во два меѓусебни надпревари ќе бараа шанса за понатамошен пласман во полуфиналето. Ждрепката сакаше двете штипски суперлигашки екипи, женската и машката екипа на Угада Студент, во првите мечеви да бидат домакини. Девојките ќе се сретат со екипата на КВСК Куманово, а во останатите двојки се среќаваат Пелистер Волеј, Универзитет Тетово, Бамикор Јанта Волеј и Наковски Волеј, Македонија Макс. Во машка конкуренција, момците на Угада Студент ќе бидат домакини на екипата на Борец од Велес, а во останатите парови ќе се сретат Лешок Провишти, Шутова Струмица и Лирија Вардар. Првите средби во двете конкуренции ќе се одиграат во сабот 18 февруари, а реваншот преварите ќе се одиграат во првата половина на месец март. Инаку првенствата во супермашката и женска одбојкарска лига на Македонија ќе започнат во следниот викенд. Со спортот ги завршуваме вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете на Ирис МК или социјалните мрежи. Имајте пријатна и убава вечер.